Поранешниот командант на УЧК Рамош Харадинеј ќе биде мандатар за состав на новата косовска влада. Според преброени 90% од гласовите, коалицијата на Харадинеј води со 34,66%. Следуваат самоопределувања со 26,73%. Демократската коалиција предводена од Демократската лига со 25,99% и Српската листа со приближно 6%. Според овие резултати сосема известно дека новата косовска влада ќе биде коалициона и тоа најверојатно со тенко мнозинство. Ако во законски предвидениот рок не се формира владата, тогаш според уставот на Косово ќе се одени уште едни предвремени парламентарни избори. Изненадување според многумина е резултатот на самоопределување, кој практично првпат во изборна трка влезе самостојно и освои речиси 26%. Токму ова партија можеби ќе биде клучот за формирање на новата влада. На победникот Пантји треба поддршка од други партии, имајќи во предвид дека според овие резултати ќе имаат или 47 или 48 пратеници. Честитки за победата им честитам на косоварите, знаеме дека имаме многу работа во Косово, но ние треба да ги завршиме. Дополнително ситуацијата може да се искомпликува и тоа што против Харадинеј може да има обвиненија направени за време на војната во Косово. Токму Рамош Харадинеј откако се прогласи за победник пред граѓаните на Приштина се заблагодари за сите оние кои гласале за него и кажа дека следува многу работа за иднината на Косово. Денес Косово одлучи, овие се најдобри избори одржани. Ние денеска сме тука да им се заблагодариме за напорите и за довербата. Тоа што е карактеристично за овие избори е рекордно слабата излезност. Претседателката на Централната изборна комисија Валдете Дака изјави дека на овие избори гласале 750.000 избирачи или само 41,45% вкупниот број граѓани со избирачко право.